Што за тебе значи култура? Мислам дека секој средношколец после школа чека да иде само на кафе. Друштво ти доаѓа пред се. Последно време само Адидас патики гледам, ништо друго. Адидас патики, цела недела носиш фармерки и ќе дое викенд и се пак фармерка да ставиш. Ќе ставиш црн лајнер, леле ти си алтернативна или емо, не знам како. Во нашата генерација мислам дека најмногу се слуша турбофолк, што ми е многу жал и искрено. Прекини. Само контроверзно ќе стане, не може да скочиме после. Мал switch да направиме. Дали мислиш дека треба повеќе млади да одат во театар? Дали TikTok и Instagram не креираат културата или само ја рефлектираат? Кога сум го гледала процентот на лажни вести. Човек минам искочи дека Шакира ќе доаѓа во Атина. Здраво, јас сум Калина од Ѓорги, добро дојавте во втората епизода на Средношколски реални моабети. Денеска сум тука со Нина. Јас сум Нина од Торца и сум втора година. И да, мислам дека може да продолжиме со некои прашања, прво го телефонот. Мислам дека може да почнем со некои прашања, го скршиме мразот и после ќе видиме како ќе тера. Што за тебе значи култура? За мене култура значи микс помеѓу естетика, начин на живот и општо став, но не подразбирам само начинот на облекување или музиката што ја слушаш, повеќе ми е како ти мене ќе ми се представиш и како се представуваш кон другите и како самиот се водиш. Мислам дека секој човек си има кој своја култура, мислам дека секој си има кој група кој што спаѓа, ама не треба кој да спаѓаме во една група и само таму, туку кога да си градиме свој став за некоја ситуација, не само се водиме како што и другите прават. Да, зашто ако си поврзан само со една група, ти нема да се вклопиш во ниту една друга околина. Например, сега за средно, вие отидовте прва година, ако ти беше само со тоа друштво, ти у средно немаше ни да запознаеш нови луѓе, ни нови искуства да имаш, така да... Да, и мене многу ми се погоди што се падна во клас кај што знаев 2 деца. Да? И да, со 2 деца се знаев, од основно ми беа, да, преблиски. И на прв ден, они две се беа договорени седнат, фала Богу. И у двор буквално се наоѓам со девојче кој што сме у ист клас, викам, ја и ти седеме заедно, тој ден буквално не се развиваме и све тоа. И вака и со цел клас и склопени со све тоа, и мислам дека средно ти е супер можност да се дружиш со некој. Тоа да, ама јас прв ден кога дојдов, кога си го видов в класот, отидов дома со плачење. Значи, ја прилично сакав во Ѓорги да се запишам, ама нема веќе, испадна дека во Орца се запишав и доаѓам во Орца, не знам никој, буквално никој. Тие што ги знаев беа билингвални и скроз различно од мене. И само влагам во училната, ја вака гледам околу мене, викам, јас не знам, никој не ми е ни познат, ни на лик, ни ништо. И Горас, мој еден другар, ми имаше кажано едно девојче од листата. Скроз трета личност беше, значи ја и викам кај живееш ова она, и она скроз различно ми каже, туку бев изгубена, ама сега е топ искрено. Така да... Не, ти треба време некаде да се прилагодиш, пошто првиот е шок, значи првиот е шок, влагаш у нова околина, ама многу е битно да почнеш да збориш со сите, да видиш кој каков карактер е. И многу ми интересно таа приказна така си имаш здружено со едно девојче. Она ми има исто да кажа, но мислам дека тоа ти е средни моментот кај што ти се започна да се дружиш со луѓе. Да. Што е мејнстрим кај тинејџерите и во Скопје моментално, што е веќе аут? Мислам мејнстрим, сега повеќе дека кажам, мислам дека секој средношколец после школа чека да иде само на кафе. Не е битно дали имаш утре тест или испрашување, сите чекаме само да идеме на кафе и тоа најчесто некој така по-кјутси кафич, кај што има деца што ги знаеш, не само со тие што идеш, туку поише онака да социализираш со другите. Out of style нешто би рекла дека моментално Nike според мене многу паѓа. Nike Tech и да, последно време само Adidas патики гледам, ништо Adidas друго. патики и Adidas е многу онака, дали било Суперстар, дали било буквално кој било патика, многу почиња се носи. И Nike, ама Nike имаат некои патики кај што стварно онака се супер и ги носат деца, ама мислам нека почиња она хейтот кон, не знам, Nike Tech. Ја прво само Nike носев. Да, значи, исто. Мислам Nike Tech го имам облечено 2 пати, значи ја купив еден црн, онака кроптоп овона и толку не го носев, толку не знам што ми стана и не знам и порано ние што беа
како се вика Air Max патиките и такви има, стварно сакав најке свето, ама мислам дека брзо се менува и се помалите генерации, например брат ми го гледам дека носи. Брат ми. Ама Adidas не е са нака. Да, ама мислам дека поише можеш да го комбинираш. Сега кога ќе видиш Nike не можеш без со нешто поформално да го облечеш. Adidas можеш. Така да. Тоа е иначе многу добро аутстайл, ради тоа што имаат стварно убави парчиња, не знам дали било тренерки овона, ама повеќе се носи Adidas и поише бои има. Ко поголеми опции има. Тоа ми се свига иначе. Многу сакам така боја да се. Да, кога не знам, сам многу ми се свига питорозови патики, пошто си така фенси. Дали мислиш дека кај нас е полесно да бидеш мејнстрим отколку диферент? Мислам дека е 100 пати полесно да си мејнстрим, зашто кај нас уште има многу стереотипи и уште ќе слушнеш коментари од други луѓе и за најмали ситници ќе ставиш црн лајнер, леле ти си алтернативна или емо, не знам како, ама во глобале со другите држави многу сме назад. Да, и у стил, и у сера е тоа што многу деца се облака исто, значи буквално како овци сме, буквално сите. Да, има некој што еве ќе се истакне, нешто ново ќе почне, ама мислам дека кога ќе облечеш нешто ново, сите почињаат да не им се свиѓа тоа, да ти коментираат свето и после тоа со тек на време почињаат и они да го носат тоа. Да. И пак се вртиме у тој круг, исто да личиме. Да, тоа не ми се свигаше мене, зашто нема ниту еден човек што ќе кажам, ти си различен, ти мене тоа ми се свига, што толку си храбар што стануваш различен од другите, ама едноставно нема, имаш како поделба. Ние од Зара што купуваме има така поалтернативни во парк што искачаат, ама тоа е скоро различно. Тие ми се многу за почит, ама јас не искачам во тој круг. Јас не сум обкружена со такви деца, за јас да кажам, овие се поразлични, овие си имаат некој свој стил, си тераат со тоа, ама да се разбереме и тие таму, без разлика што имаат свој стил, сите скоро исти. Да, сите се исти, викам има два типа, едните се парк, другите се... Кај што ние искачаме. Ја имам многу голема почит за нив и све тоа, ама и буквално било кај да искачеш нема некој што онака ќе си истакне ко ова овона. И например давам пример кај нас многу алишта не им се свиѓаат на деца, не знам дали било широки фармерки. Ти кога ќе искочиш на искачање со широки фармерки. Да. Мислам и таму доаѓа оној коментарот ти си као не знам, емо, вона, ма човек фармерки се, не та гради фармерката како човек. Да, и поготово машките имаат многу коментари. Од девојчиња немам слушнато толку многу колку што имам слушнато од машки. Тоа и од блиски другари дека го кажат на шала, ма знам дека го мислат на стварно. Онака како ќе ти скоментираат, ама ќе биде како на шала, ама кога знаеш дека ќе ти биде непријатно следен пат да го носиш тоа, си окей, нема да носам више ова, да сепак без разлика колку и тебе да не те повредува мислењето на другите, на крај на денот сепак ќе го премислуваш во глава. Јас сум таков човек што цело време што и да ми се деси збори реченица да е, цело време само ќе премислувам. Рето што те интересира зошто го кажале тоа. Каква музика најмногу се слуша кај младите? Во нашата генерација мислам дека најмногу се слуша турбофолк. На секоја журка ќе слушнеш турбофолк, мислам на секоја журка се пушта турбофолк, што ми е многу жал искрено, не ми се слуша више, мислам дека ја имаме пораснато. Ама многу ги имаме преслушано. Да, е интересно да слушнеш, ако се тој муд и све тоа, ама давам пример, бевме на хаус журка, само хаус музика кај што беше, и ние не избравме таа, ние не отидовме на таа, ради тоа што немаше да пуштаат турбофолк. Сега гледај, може да се журкаш, на секоја песна можеш, ама мислам дека треба да им даеме шанса и на другите стилови на музика и све тоа. Ја многу сакам да направат журки како што се прават со турбофолк, да направат само со хаус или техно. Многу сакам. Знам дека има, ама пак не е исто како што... Например, сега за Нова година ќе има техно рейв у Борис, ама пак не имаш генерациите, кои немаш, пак имаш таа одредена група, не ги знаеш. Така, не е истото кога ти ќе идеш на турбофолк журка, ги знаеш сите на журката. Сите, од коња пој, а вака тука само ќе стоиш и си кој супер музиката, ама кај се луѓето.
Мислам дека треба, пошто има големо влијание социјалните мрежи на нас, мислам дека треба почнеме на пушинг да правиме на турбо фолкот. Ретоше да, јас имам слушам со друштво доека сум и све тоа, ама лично на слушалки у живот го немам пуштено, ама у живот го немам пуштено. Ретоше имаш милион други песни, джез, дали било буквално што можеш да слушаш буквално. Дали вкусот на музиката дефинира како личност? Според мене не те дефинира целосно, но музиката за мене е еден од најперсоналниот дел што ме опишува мене, ме опишува во ситуации што јас сум била со некои песни, ќе се навратам на песната, ова ми се десило тогаш, ова ми се случувало кога сум ја слушала баш таа песна, така имаат по-meaningful работи во песните, така многу ми ја... И многу, кога ќе слушнам нова песна, прво нешто што гледаме текстот, и сум го чекам маце да не искочи нешто тука на кој што се релейтам ка. Да, Не мислам дека на некој начин и те дефинира како човек, рето што слушаш некако... Те дефинира, ама не скроз, зашто ти може да слушаш многу различна музика и сега кој е стилот таа музика тебе баш те дефинира. Не мора, значи со тоа што ти само слушаш различна музика, тоа тебе те прави како човек, дека немаш еден конкретен стил и све тоа. И тоа те прави како човек. Ама мислам дека не треба да има онака судење и предрасуда која доаѓа до тоа што слушаш како музика за удружство. Мислам дека тоа е секад има. Да. Секогаш ќе има и... Да, и онака, кога јас ке се отворам што слушам на некој, да му кажам што слушам, се осеќам као, чекај маца, бубрегов ти го давам, кој стои маца. Многу ти се отворив, чекај маца, као, ти се свиѓа ова, окей сме. Мислам нека и кога ќе кажеш што слушаш, деца градат друга слика за тебе. Да, но... Без разлика колку да е само, например, англиска и сега ќе кажеш слушам трап. И сега ти да го кажеш на некој што реално слуша само турбо фолк и нешто што е мејнстрим, ќе те гледа збунато. И ќе мисли дека си поразлична и све тоа. Каде најчесто излегуваат тинејџерите? Во Скопје. За навечер? Да. За навечер мислам дека сите идеме или по кафичи, или идеме на некоја вечера, понекогаш се собираме кај некој дома, мислам за време во кога е ладно нема кај да си иде, па си иде по дома. Ама тоа многу ретко е кога некој има open house само. Да. Кога неговите не се ту. Само го чекам тој момент, искрено. Онека како пишеш, некој сама викендовка, таму мрзнам. Пред некој викенд бев сама дома и толку ми беше досадно, значи не знаев што да правам. И направив ручек со десерт на цело мое друштво и правевме она dinner and painting. Имав купено платна во круг, што се таквите малецки. И седавме, јадевме и цртавме. Мислам, на 16-17 години тоа да го правиш, така малце... Ама личи. Личи. Мислам, ви ги гледам стрингата, мислам дека тоа е супер буквално поразлично од нешто што го правиме секој ден, ретоша. Кафе после школа, кафе вечер. Ке те се здосади. Ке се здосади, вака е многу поразлични, не знам што правиш, како правиш. Еве, овие што ги викаш ти вечери, се малце поразлично од кафе. Да, по-фенси се малце, па ај нешто поразлично, но пак ист принцип. Денеска не знам као петок, еве ќе идам на фенси вечер, да го кажам тоа, фазон Цезар салата нарачуваш, ама окей, битно е ние едната вечера. Да, едната вечера, мислам, ручена си пред саат нема, ама окей. Ама мислам дека, не знам, така се осеќаш боле, не знам, ке стаиш сукничка, чизми, да, ја многу сакам да се дотерувам. Секоја прилика што можам се дотерувам. Например, летово го земам за пример, ќе се свртам, никој, буквално сите по шорцеви и се вртаме и Нина еве, а со сукњата и јас и ја и ти. Многу сакам. Човек не имам купена таа облека, сама ми стои у шкаф. Да. Имам многу фустани сукњи. Значи не знам кај да ги носам. Цело време ги барам прилика. И јас, ама лето, сега кај ќе ги носиш. Ма сега и плюска смрзнаш, еве да биде внатре журката, пак ќе смрзнаш, не ти бега. И не знам, мислам дека цела недела носиш фармерки и ќе дое викенд и сега пак фармерка да стаиш. Да, не лечи. Единствено ако стаиш чизми на фармерките, нешто као... Така штикли, некој отворен бек. Да. Тоа може да биш, ама... Ама пак, као, сепак има луѓе што ќе коментират, не ти е ладно, што си вака облечена, не ти е ладно. Не ми е ладно, стајам, сега ми се сликам. Што фали на ноќниот живот во Скопје за млади под 18?
Мислам дека многу фали во наукниот живот. Сега вака кога ќе споредам со минатите години, многу ствари се имаат затворено и веќе немаме толку активности за навечер. Порано имало и дискотеки, и кафичи, поживо било, сега само идеш на кафе, збориш со едни деца, трач, ова, она, и си идеш дома. Реално тоа е, ќе поминеш негде кај што искачате или на Плочник паркче, нешто така, ќе направиш муабет со некој и толку е искачањето. Порано така поживо ми било некако. Да, не знам, генерације, не знам, мамо, ќе ти раскажуваат или вие што се постарева ќе ти раскажат и сега си ти кам у некој измеѓу период кај што стварно немаш што да правиш. Си премала за да идеш после 12 на журки, ама си и веќе го имаш она поминато кафе паркче, се давам пример за Капештец. Ама мислам дека треба да има стварно легализирани журки кај што стварно ќе можеме да идеме иако сме под 18, рето што моментално све што правиш е против законот, да се разбереш. Да, ама гледај кај нас проблемот е што мислам дека на тие журки што се под 18 ќе идат и многу помали. Да. Јас кога бев во Словенија, бев на размена и не однесоа таму на една журка што е од 16 до 18. Мислам дека е твоја супер, генерација и музика и се тамантија. И не знам, ама јас се осеќам кога на 13 година живеев поише од него сега. Значи, поише од да, ма живот тоа што ти било ново, тоа што ти било ново, човек ти искачаш леле оба, ќе го истражам ова, како знаеш, знаеш на различни места. Се ти 3 години го правиш исто, ти сега веќе се осеќаш кога имаш досаден ноќен живот. Не знам, сега има како деца што организираат како приватни, ама мислам дека тоа е екстра ризично, тоа што немаш не знам, не те гледа некој возрасен и мислам дека тоа е кај што се прават најголемите глупости, иако до сега точно им слушното немало никаква глупост. Ама може доведе до нешто посериозно. Може многу и самите деца што ги прават журките сами ќе се донесат проблеми. Да. Мислам дека оние носат најголемата одговорност. Да. Ја оние не права. што го имаат издадено. Ја баш зборев со другарки, сакавме и ние да направиме. Да, па со тебе го зборев, мислам, кога сакавме правиме за нова година? Да, нешто така, да. Па со Калина Чакаровска, другарка една, исто зборавме и само гледавме кои се ствари ризиците. Да. Ко први нема никој кафич што ќе ти даде на малолетници. Мораш некоја вила, ама сите вили или куки што се многу надвор од Скопје, до момент кога ќе плаќаш 500 денари за такси. Може и тоа, кој ќе ја подпише куќата? Ќе сакаш на твоите имиња да е? Јас зборев со моите, им кажав кога се мислиме друштво да правиме журка со одреден број на деца и мама ми ги каже сите ризици. Ја кажав кога некад би подпишала не. Рето што моментот кога ќе се направи глупост е не дај Боже да завршиш до суд, она ќе одговара. Да. На нејзи се лепат сите проблеми и тоа е стварно огромна одговорност. Ти без разлика колку добар бъди имаш од тие деца. Мислам, глупати паѓа човек се, јас сум те молела да го подпишеш за ти после да ја носиш одговорноста. Какви ивенти би сакала да има во Скопје? Open air, не знам, концерти, ово, она. Многу сакам open air евент да има, како што имаше Охрид Calling. Многу ми беше добро. Сега има Скопје Calling, ама не беше и чисто, значи скроз различни генерации, различна музика. Сакам така конфети, огноме. Многу беше вајб, искрено. Да, ама ако е open air е многу побезбедно. Многу побезбедно. И мислам дека пак треба да има некој јак лајнап на артисти кои доаѓаат. Ама може да се собере. Имало многу артисти што доаѓале во Скопје и Охрид, ДФест исто. Само не знам зашто не може некој да организира. Прето што, например, ДФест беше удојрен годинава го префрлија Штип, ако не се лажам. Да, Штип го префрли, не знам го прекрстија. Ама не знам како го прекрсти иначе. Мислам дека ДФест. Да, ДФест. Да. Ама и Охрид Calling, мислам ако се може и таму, може и у Скопје. Да. И мислам дека е нешто што ќе биде преинтересно и еве да има некоја зона, не знам, за малолетници, све тоа пак ќе биде супер, кај што ќе биде дозволено. Ама такво некој евент не треба или концерти. Да. Концерти сега има доста периодов иначе. Да. Во Јана Сандански имам, мене не ми се да више на таа музика, мислам дека ја имам пораснато, ама треба поише концерти да прават. Као што беше Джейсон Даруло во Охрид. Да. Ја многу убаво се помнам. Смешен артист е рете што да се разбереме, не го слушаме, ама супер се помина. Дома и чекај дај да пуштам. Да, чекај се пуштам Джейсон Даруло, ама многу деца отидоа и многу супер се помина и мислам дека Бевте вие? Не бев во Охрид.
Не беше. Не бев Охрид. Следна година. Ајде, се тешиме, На тешиме. Охрид кој вика дека ќе враќаат така. На тоа ќе мора. Ќе ме видите. Охрид ќе ми ја види душата, ама не бев у Хрватска со моите. Следна година бев. Пазате се. И калите ако ме пуштате таму, пазате се. Мора да те пуштате. 4 влага. Дали мислиш дека треба повеќе млади да одат во театар? Мал switch да направиме. Искрено да, пред некое време баш бев со еден таксист, не памтам точно како се викаше театарската представа, ама толку ме заинтересира темата, ја викам чекај како ваква представа прават уствари во театар, ја цела слика за театарот, мислам дека однака досадно за повозрасни, мислам дека само има добри теми, само треба да го сменат начинот на покажување, треба да го сменат на наш јазик некако представата. Како го не ни треба ни представата, на пример, јас лично имам одена бајга на представи, ради тоа што во театар и свето ретош идов на глуми. Не на некој начин задолжително ти доаѓа некој дел, ама мислам дека театарот кој театар е супер, кој и внатре на тебе го давам како пример, тоа што таму се поглавните. Многу е убава внатре, стварно е многу убаво и представите се преубави буквално све, ама мислам дека начинот на кој што ни се прикажува театарот и на кој што го маркетираат, како да кажеме, треба да се смени за повеќе да допера до тинеџерскиот живот и свет. Да, маркетингот им е многу битен. Тоа кога ќе видиш театар, ја ќе мислам за стари поише, а може многу интересно да биде. Например, ако отидеш на представа нека стварно се собереш, викаш ќе отидам, ќе се свиги, ќе отидеш пак, ама треба да собереш некака сила за да отидеш, за кога да го тргнеш сите стандарди, стереотипи, све тоа што ќе имаш за театар, за стварно да отидеш и да уживаш. Гледа, идам некад со мајка ми, ама различно кога идеш со мајка, различно кога идеш со друштво. Ама кидаме некој пат. Тама не ги тргнеме стереотипи. Ја минатата година, ради тоа што бев на една летна сцена на МНТ, нели бе на крај на беше Гоци Пистолеро. Бевме и ние. Да. Тогаш се видовме, ама јас бев на 2 представи претходно, некако се падна, нема држите збор, 28 Пистолеро бе, 30, така нешто беше. И бев со татко ми, топ се поменав. Значи јас у живот поише не сум се смејала на представи. Бев на мој термин, така нешто ли се вика? Да. Солзе ме течеле, значи, мислам дека стварно да собереш е супер и после одев и молев другарки да идеме. Само следав која ќе ма следа театар. Се согласи другарките? Не. Тоа треба. Се беше имам звучење, нема звучење. Не знам дека немаш и да му исто школа, чек, нема звучење. Те молам, да идеме. Треба некако да се смени. Стварно мислам дека има многу потенцијал. Имаме реално добри театри. Не дека немаме театар за да кажеш немаме простор кој нема кај да се прави представата, ама има, само треба да се смени маркетинг. Има и тоа многу добри ги прават представите. Да. И прикази све стварно е многу супер. И има, например, представи што не се за наше годишта, ама има и за баш за наше годишта некаде лупта директно душа. Може да треба да стават некој како, не знам, се инфлуенсери лупам, ама некои личности што нас ни се поише во таа фаза за да не привлечат кон представите. Тоа што, еве, например, од школа често пати носат. Да. Не е тоа. Не е тоа. И мислам дека таму, ради тоа што не носат, да, ево, таа програмата што има, мислам дека на тие што не носат, уште поише ги замразуваш, онака уште поише. Ја немам проблем, стварно ќе седам, ќе изгледам, ама не е театар за сите. Не. И се гледа според нивната култура како се понашаат, однесуваат во театар. Мислам дека и школските представи кои што не носат се на многу досадни теми. Да, ради тоа што секоја друга тема која што во други представи може би многу контроверзна и да се разбере грешно. Да се разбере грешно и може да се носат проблем поради родители. Не секој родител ќе прифати да гледа нивното дете таква представа. Ама мислам дека следното прашање што би требало да се смени за да биде кул театарот. Мислам дека и тоа го патевме. Само им треба подобар маркетинг и подобро како се прикажа театрите спрема децата. Може треба да отворат и они TikTok акаунт. Да снима. Од представите вака снима. Behind the shows. Да. Значи тоа ќе биде многу јако. Е видео, да. Всички ве молам слушајте, behind the scenes да направите едно позади театар, нека биде баш тинеџерска и кофан. Дали TikTok и Instagram не креираат културата или само ја рефлектираат?
Мислам дека повеќе ја креираат, според мене. Зашто ти гледаш трендови, сакаш тие да ги следиш и автоматски ти стануваш така на некој начин. И исто така мислам дека се рефлектираат, ама повеќе се... Ама од кој ќе креираат. Да, од како се креираат, после се рефлектираат. Мислам дека трендовите и социјалните мрежи, и сега, например, ја и ти збориме за театри, и викаме треба да има TikTok, подобро да биде на Инстаграм. Кој све тоа е преку социјалните мрежи, на некој начин. Ние сакаме да одиме на театар, ама ние бараме некој да ни го покаже тоа на социјални мрежи и фактички така се креираме на некој начин. Да, ама зашто рачуне ние 24/7 сме на телефони, на социјални мрежи. Тоа ни е најлесен аксес до било што реално. И за реклами, и за едукација, и за сета. Да, например, дали било курс, дали било, не знам, некоја драма, еве кажам на социјалната мрежа, оваа инфлуенсер, тој инфлуенсер, ние све тоа го да знаме преку социјални мрежи. Сите вести имаат Инстаграм акаунти. Ја полам вестите, не идам мама да ја прашам, идам да видам што пишуваат. И мислам дека и таму се шират многу лажни вести. Да. Баш ние од школа имавме дебати и нашата тема беше лажни вести, кога сум го гледала процентот на лажни вести. Ја вака ставам, не е реално тоа. Човек мене ми искачи дека Шакира ќе доаѓа во Атина. Не знам. Мислам, јас знам дека се фейк вести, ама сакам да се реал. Некоја надеж имаш. Брат, ке се фатиш Шакира со некакви нешто се као монети, да? Ке почнеш да играш и гледаш Нина во Атина. Не знам, сега Тина отидува, да, многу им убава, брат. Но вие ќе идете негде, знам дека кажа... Кај бевте? Бевме прва година. Во Атина? Не. Бевме Будимпешта, Братислава, Будимпешта, Виене и Белград. Па добре, ме прошетале? Да, не бевте Охрид? Мислав Охрид си, да. Не, тоа што ставив на стори од Виена беше со школа. Да. Истата иде и Карев и Георги втора. Да, Георги знам дека ќе идат. Беа, втора. Не знаеш на нешто дека нешто тука има, да. Ама Калина не отида. Знам. Да. Постојат ли вистински андерграунд сцени кај нас или се брзо станува мејнстрим? Сега искрено јас не знам толку многу за андерграунд стрим. Гледам, мислам дека има многу наша генерација деца што пробуваат да станат мејнстрим. Ама мислам дека нивните песни повеќе се пуштаат како зезанција. Да. Многу како шала и како... Зашто сите се знаат. Проблемот е што точно знам на кој мислиш, ама точно дека те гледам и гледам слика во глава, брат. Нема ним дров. Не дај Боже, брат, толку ќе не биде. Не, ама... Еве, ости и нив, има многу деца, јас порано кој искачав во парк, имаше многу деца што пробува опија музика, брат. Ај ќе ти ја сослушам, нека ја слушаш супер, онака, имам дете, нема да кажам кој си го крие анонимно. И анонимно праќа битс буквално на стварно големи артисти. Топ. Тоа е, значи ти не знаеш, си тераш свое, си заработуваш, ама никој не знае за тоа. А тоа е предобро. А тоа е буквално прејако и на голем, стварно окей артисти што сите ги знаеме, има праќано. И сега никој не знае, никој нема да го исмејува, рето што прво нешто што ќе го направи, ќе го исмејуваат на почетокот, дури ги прави. И сега, он у тишина си стигнал кај си стигнал, а тие, што искрено според мене не прават добра музика, и јас не би го слушала тоа, се толку гласни, толку еве сега, ова, она, што они сами се места да бидат исмејувани. Браво, што имаш храброст да го направиш тоа, браво, стварно храброст тоа. Поготоа со спотовите. Дај ме прекини, човек, прекини. Стварно контроверзно ќе стане, не може да скочиме после. Дали Скопје им дава доволно простор на младите креативци, дали било музика, мода, уметност и така натаму? Мислам дека нема доволно. Еве, јас лично би направила некој настан, еве, во Борис Трајковски нека биде, каде што млади уметници, артисти би дошли и би се направиле како мал штанд. Дали тоа за облека, дали за поет, не знам зашто, ама така да го изложат некако на публиката. Зашто вака нема како некој да ги пронајде.
Зашто нема некоја ни апликација, ни ништо. Барем дека може да се создаде апликација кај што не знам, овие што се со мода што се, има многу деца што се занимаваат со мода, например, прават своји краци и се тоа, ма ти никогаш нема ги дознаеш, ти ако не си, например, близок другар со нив или тоа се. И мислам дека треба да има апликација, например, као 4 категории, пример, и една да биде, не знам, уметност, слики, овона, музика, не знам, као по стилна музика каква е, например, албум и све тоа, напишање, не знам, поет, книга, не знам, овона, и последното да биде мода. И сега ти можеш да си гледаш овоне и со тоа директно ќе тоа носи на нивниот вебсайт, на нивниот Инстаграм, на нивните социјални мрежи, за да го дознаеш. Да, и тоа и они самите ќе бидат откриени, ама и ти може ќе дознаеш нешто што поиш ти се свиѓа за воидно. Ретош, например, можеш многу инспирација да добиеш од нечии книги кои што се блиску твое годиште и сето. Ретош што се разбереме, немаме некако. Пака ме прашаш 5 модни креатори, јас стварно нема да знам да ти ги кажам. Стварно си признал, нема да знам да ти ги кажам. Кажи ми, не знам, 5 нови писатели, не знам да ти ги кажам. Иако се интересирам во уметност и света, не можам да ти ги кажам. Рето што немам никаков пристап, да. Ке треба да копаш, а ти имаш 10 други ствари кои што треба ги направиш дента. Мислам дека и ми е многу жал. Рето што има многу, како се вика, на неискористен потенцијал. Имам една другарка од школа, из клас ме, значи толку добри поеми пишува. Јас не сум многу по поеми, ама толку ме погодија, многу ми е жал што нигде не ги става. Ја баш и кажав за тој, вика не, некој нема кај. И така, ама... Немаш ни Инстаграм да ги ставиш, ке ги украдат, брат. Скриншот еден копи пестија ти, да. Толку ке се смеат. Ке се смеат премно. А вака мислам дека може анонимно да ги ставаш. Да, тоа за анонимно, да тој дечкото не знам кој е многу добра идеја некако. Многу добра идеја, искрено. Пошто мене ме близок и ми го каже, и викам, брат, GG, браво, како топ. Ама си изразувам како човек и како личност и тоа највише што го пива, си успева во тоа пополека, да. Например, многу деца од ова што е сценава за глума и све тоа, деца наши се толку често пати, не знам, им се исмејуваат луѓе и тоа што и ти се бавиш со ова, што као, зашо го правиш, ако немаш нигде каде го правиш, као, не си Холивуд, ама можеш да успееш, као, не. Ама ости тоа, може ти не кеш да го правиш тоа како една професија, само сакаш да си го имаш како хоби, што ти сполнува. Не знам, као, да, и тоа што го викаш, као, да, не треба сега ти да отидеш на факултет, това, оно, ама треба да си го чуваш како хоби, тоа што на некој начин тоа ти е занает. На крај на денот можеш многу добро, супер вештина ти е тоа. Ако не ти успеа ништо, со тоа ќе тераш. Например, ја многу се заинтересирав за занајата и свето. Добро. И од жица, кога си имав купена, знаеш, една мотана жица, правев прстени. Јас само нешто тука вртам пред 2 години. И почнав да им давам, не знам, на другарка овона, ама прекинав. А стварно почнав ме бивари, точно знаеш, цветчиња почнав да правам. Ама знаеш, немаш кој шо правам сега, таа хоби ти е супер, ама имаш 10 предмети кои што треба да ги научиш и почиња полека да ти изумира тоа у тебе, као нека го правам. Многу правав алки со монистри и последно време си го најдов, значи имам цел кит, мислам дека у секоја боја ги имам. И почнав, не знам од кај ми текна, почнав да си правам облека, нижавна облека. Имав направено на фармерки позади на джебот нека порака од Pinterest, не знам. Прејако. Не знам од што, ама срам ми е да ги облечам. Да? Немам кај да ги срам да ти биде. И јас со алките 34 имав на рака и почињаат плетав онака. Ги плетав оние и почнав да правам. И со Надија од Орца. Да, и со неј заплетав. И стварно почна не бива, ама пак кај ќе го правиш тоа? Го немаш. Ти изумира смислата и љубовта за тоа. Или не знам, цртање ние порано на цедиња што цртавме. Го правиш и ќе го остеш и ти се некако хобиња кои што ти изумираат. И после ти стануваат особи вака ги гледаш.
Ова го цртав. Ова го имам правено. И ова го имам правено. Човек, единствен профит што имам направено од правење алки. Ја имам куќа во една села над Битола, Брустик. Таму има еден ден кај што деца доаѓаат и продаваат работи. Ние како мали деца одевме таму и продававме алки. Единствено тоа имам направено од алките. Ама Јас сега најдобро. Јас сега во Лозарополе имам ја куќа горе, сакам да продавам на Стрецало. Не. Кога толку ми беше срам да ги извадам, сорно беа многу сладки со цветчиња беа алките. Не, нема шанса, ја не го продавам, нема шанса. И само им ги раздавав по моите дома. Мама, еве алка за тебе, тато, еве алка за тебе. А може требаше. Да. Беше сладко, онака ќе се исполниш сам. Мислам, ја тогава кога го правев бев многу мала да се разбереме, мислам дека 5-6 оделенија макс, ама пак така кога некој ќе ти дојде, пак роднина ќе ти купи, пак овој ми купи. Не дека беше примерена мајка. Ама, окей, ајде, мораше. Ама ја често пати кога им правев такви плетени елки, им ги давав на другарки. Не ми треба пари, јас само мерах ми дека ми ја носат, еднака и ми ја носи шалката. Јеј, кога така се осеќав исполнето на некој начин. Како би изгледала идеална тинеџерска култура сцена во Скопје за 5 години? Ова е добро прашање. Мислам дека сите ќе имаат различен одговор на ова, ама според мене... Ама според нивното мислење. Да, според кај сакаш да искачаш и се тоа, треба да отворат нови работи. Нови кафичи, нови дискотеки, нешто ново интересно да биде. Не знам што точно. Многу сакам поп-ап евент. Да? Ка, не знам, за пример ќе дам, ка поп-ап евент, не знам, у парк. И се многу си интересни тие, стварно се многу интересни и денски се често пати. И знам, не си ме случајно поминам, не знам, градски парк овоне и не ме држите за збор, некој од пиварите беа. И стварно е многу интересно музика, ние знаеш што се бурињат и свето супер. Често пати на школка има овоне. Мене тие многу ми се свијат и мислам дека може да се направи некој поп-ап евент за младите. Да. Кај што стварно нека ќе биде интересно, кај да седиш кај дој ќе идеме на поп-ап евентов у недела, не знам, на траскам на виба, не знам се тоа прво ми текна, ама може да има многу интересни игри или на Red Bull. Многу интересно. Цело време ми скажат на Леле, човек, колку љубоморам на тоа и скијањето на кој рипат, прејако ми е тоа. Добро. Човек, вчера мислам дека една 2 сати ги гледав. Значи, онека ќе ми искочат и сами ми скачаат оние Red Bull Македонија. И зборот на македонски ја само ги скролам онака. И кога бев у Шпанија на шпански ми скача, ја ги скролам, а тоа зборе на шпански, ја ништо не го разбирам ништо. Само, баш ја, како можеш? Вака се викам, егото овој пат ми кјути која рипа, тото ние големите, викам, се егото кјути, брат. Не, јас викам, ја можам тоа да го направам. Да, можеш, кој се плесно. Ако почнам, више морам да го направам. Казната за Укрушево, ја ќе најдам кал таму, буквално. Човек, у Охрид, годинава на Метропол, нели сите скокат од мостот. Да. Ја многу самоуверена, Марко, другар, знае да прави генер, мислам дека се викаш, она која ќе направи салто назачки. Дали знаеш како сум се упршила, човек, не можев да станам. Само искачам од вода, слушам сите викаат, дали си добра, ја не знам ништо се десило, значи толку сум се испршила. Како на стомак, па нели на грб? Ја како што сум пробала салто да направам, не сум комитнала скроз и сум легнала скроз на вода. Ама добро, сум жива здрава, така да следна година ќе научам. Да, уживете, полека стигаме до таму. Човек, ја имам идено на пливање на 5 години, мислам, и ја многу онака се сакам и мора и пливање и се. Кога учев да скокам на глава, како сум паѓала, како сум се прекршувала, тоа е страшно. Моите ме учеа на карпа и од карпа да рипаш надале на глава. Карпа. Ама многу ниско, кога доле немаше, не, уживајте, не ми мислат лошо. И доле немаше карпи, а во ми ка рипај. И сега, ти ако си на тука ако ти е карпат, тука ти ако водат, немаш одскок, ти немаш кај да рипнеш на глава, ти рипаш на стоп. Колку сум се смеела, сум паѓала и на крај кај се пуштив. Не знам, но нечија куќа со базен беше и ја рипам и мама беше таму. Мама почиња аплауз дека конечно рипнав на глава, успеа Калина. Да. Ама не многу е смешно да рипаш на глава ако не знаеш на почеток. Човек на Метропол сите се такмичат, пола не знаеш што прават. Реално. На рипа, да.
дали повеќето тинеџери глумат култура и вкус само за да се вклопат? Мислам дека порано, кога бевме помали, многу поеше од сега. Мислам дека сега сите си имаат најдено нивен правец, а порано сите сакавме да се уклопиме во некое друштво. Дали тоа ти е јако, овие се постари, или овие имаат ова, она, со тоа си играат, не знам што, не знам како. И автоматски ти ќе почнеш да сакаш работи што они ги сакаат, иако не ги сакаш баш ти. Например, и место за скачање често пати, да не се свига, ако на некој ми се свига, ај добра, ќе отидам. Некогаш е тоа компромис, ама некогаш ако често пати се повтора, више се вклопиш. Тебе не може да ти смета кај седиш и буквално кај го пиеш кафето, само ради тоа што ти сакаш да му годиш да нив. Мора и твој став да си имаш. А мислам дека сега имаме малце подпораснати сега. Не сме да се разбираме, ама пак си имаме тргнато на кај свој правец и знаеме кој колку. Ме знаеш отприлика веќе и стилот, по самата облека. Пише на пример, ги гледам помалеве генерации, сите се облакаат исто, значи копи-пейст. Од позади, јас да видам некој, ја ќе мислам дека се близначки. Ама мислам дека со тек на време, например, посебно средно, веќе си као окей, шо да направам поише, као зашо би го следала тоа, можам да се сменам, као и стил и све почињаш тама си градиш. Ама не и стил и мислење и се мениш се. Мислам дека почињаш ти и стил и све, онака и мислење за се да си градиш и почињаш да не се согласуваш со некој сценарија и да не се свиѓа. Мислам дека така и почињаш многу со деца што си се дружала да се одвојуваш. Гледаш и па ние не сме баш исти, немаме баш работи што сакаме заедно, и лека се раздвојуваат. Што е природно, ја многу се така, ми станува многу жал. Јас сум многу така човек што кога ќе се приврза со некој, многу тешко ќе се отприврза. Не знам, ако веќе еднаш си имаме дружено и веќе ти си, некој начин ти си имам отворено и кога знаеш неколку ствари за мене, зошто мора да се оддалечиме. Мене ми е тој менталитет, секогаш ќе сум таму за тебе, секогаш ќе сме окей, ама ако се оддалечуваме, ама дај не се скараме, не се скараме, таму паша на крај на денот ќе ти звонам. Значи, искарано и не ќе ти звонам. За нешто ќе ми затребаш во животот. Не знам, пошто многу пазам со кој се зближувам само ради таа причина. Многу ми паѓа крива, например, не сум тип што се кара кога ќе се спокарам. Мислам дека тоа е крајот на светот. Трета светска војна ми се дешава на мене. Човек, ја порано многу информации за самата себе споделував со сите. И онака, кога ќе се сетам, чекај, јас фатална грешка. Знам, ама сега кога само така на најблиски, ја многу онака сакам да зборам и не знам што да зборам за мене и само ми искача се за мене. Го неголемата траума, брат. Еве што имам преживеано, чека да ти кажам. Ама не, мислам дека и тој моментот кога што сакаш сите да ги направиш да се уклопат, кога имаме муабет, ама починеш ти да си издаваш. Но тоа е пак е доброто од тебе што искача, ама сепак не треба да се отвараш на сите за се. Многу треба пазиш на. И многу деца злоупотребуваат. Како можеш да злоупотребиш? Не, тоа никогаш нема да го разберам. Ако јас веќе имам храброст да ти кажам за не го злоупотребувај. Тоа што ќе ти донесе? Многу ситуации мислам има случувано. Затоа сватив и чекај не треба се на сите да кажам. И на пример најкрива ти е кога ќе кажеш нешто, еве колку да е мала ситница. И они ќе идат да издадат, ќе знаеш што да не им кажеш само пак. Ретош ако ти мене ми издаваш, не знам, за кој број на патеки носам, зошто би ти кажала за нешто друго? Не знам, тоа ми е многу глупо и мислам дека таму се прекршуваат многу пријателства. Само на тоа што они и после од кога ќе се скараш пак издаваат. Тоа ми е екстра глупо буквално. Со кого најчесто излегуваш и колку ти влијае друштвото на вкусот за музика и култура? Со кој најчесто со кој најчесто излегуваш и како тоа ти влијае? Се не треба ми ги менуваш, мислам, знам ужива, ако сакаш да поздрав. Да им мавнеш. Мислам дека друштвото најмногу ти влијае и во карактер, и во стилот, и во музиката, и самото дружење ќе почнеш ти да им ги користиш нивните фрази. Јас со другарка, значи мислам дека ист вокабулар имаме. Буквално исти сме. И така многу убаво ти доаѓа реално кога некој човек ќе видиш дека зима некоја твоја карактеристика и он си ја вдомува. Да, например, јас имам теорија дека нашиот карактер
карактер зборам, не стил и свето, е само изградено од сите пријателства претходно што сме ги имале. Многу се согласна. И све буквално како зборувам, како одам, има некое влијание и точно знам зошто одам така. Знам од кој го имам видено, ми било интересно и свето. Или на пример зашто сум екстровертна, ради тоа што сум видела некој девојче како збори повеќе и зашто збори, нека ми се засвиѓало. И тие мали карактеристики ми се од други деца. Да, и мене, човек, според мене најмногу зависи друштвото. Поготово во нашите години, друштвото зависи повеќе од дома, според мене. Најмногу време поминуваш со нив. Какво е друштвото, таков си. Да, скроз. Без разлика колку и ти не пробуваш. Нема да станам таква, нема да сум таква, ќе станеш. Кога на крај на денот настои првиот пат ќе кажеш да. Да. И тоа е лошото. Да. И точно знаеш зашто зборам. Да. Ама не, мислам дека и друштво како друштво треба многу предпазливо да го бираш, затоа што не секој добро ти мисли. Човек, јас сум многу среќна што се најдов така друштво што се го осеќам како фамилија. Значи, ја можам да им дојдам кај нив дома во било која секунда и они одма ќе ме примат, ќе ми дадат совет, ќе ме поддржат за било што да е. И тоа мислам дека сите треба да си најдат едно добро друштво или еден добар другар, другарка. Тоа беше го зборавме во претходната епизода. Друштвото ти доаѓа прво. Земи си, јади си. Мене ми се јаде. Ама... Ајде, чекај, тргни го од микрофонот за не шушка. Отвори го. Сега приближи го, можеш. Баш што го зборавме во претходната епизода, друштвото ти доаѓа пред се. Ради тоа што го имаш друштвото, школа, го имаш све и сега ти во училиште стварно долг период поминуваш и после тоа се вратиш дома, да ќе последиш со твојата, на крај на денот ќе искочиш за 2 сати од тогаш. И мислам дека што се случува таму и како што се случува, мислам дека тоа ти е све. И општо тинејџерите не комуницираат за поддлабоки работи со родителите. Никој. Значи ја не можам да замислам да идам дома да го зборам истото што го зборам со другарките на кафа. Не, иначе нема шанси. Преби буквално да си ќутам и никада не споделам отколку да го кажам тоа. Не дека ја нешто се кријам од моите тој фасон, само ради тоа што ми е глупо да им го кажам. Не можам сега да им кажам на некој начин можам да кажам овој со овој се скара, ама не можам да кажам овој и ова ми си има десено. Многу ми е глупо така. И мене ми е глупо. Моите цело време ми викаат повеќе да комуницирам со нив, ама јас не знам како едноставно. Стварно не знам зашто попрвен да им почнам да им зборам. Не знам што е соодветно. Чекај, кај да почнам, застане. Ја имам многу окей однос со моите сона, им кажам работи, ама има некои сценарија и ситуации кои што ми е глупо да им го кажам тоа. Мислам, не осеќам потреба да им го кажам. И ако стварно дојде до некоја сериозна ситуација кај што морам да им кажам, ќе им кажам. Да. Добро, ама мислам дека ситуација. Ама мислам дека сите треба да има таков однос со нивните. Фала Богу, што ви се дешава дома, тоа ви се дешава, немам што јас да ви се мешам таму. Ама мораш да имаш некаков однос со твоето. Мораш да имаш некоја добар. Пак тоа те шейпнува на некој начин. Да. Добре се кобро. Ето да. Па сега се вративме, се најадовме и мислам дека тука може да затвориме епизодата за нашето мислење околу културата околу Скопје. Уште наш фала Нина денеска што беше тука со мене. И се гледаме во следната епизода на Средношколски реални муабети.